Ама викам за 40 динара на това време. Ама аз не отговарям ни за 40 динара, ни отговарям. Кажи за турци, колко му го взема чердото? Ще му го вземам По 12 динара. По 14 динара му го взема. Значи тая е трултото. А трултото аз не можем да го носим. А 14? Ваква е сликата на дел од пунктовите во Струмишко меѓу тутунарите и проценителите. Кав ги расправи за и околу проценката на тутунот. Производителите смета дека имаат квалитет, проценителите тврдат дека вршат проценка согласно утврдените мостри. Во Кустурино, тутунарите не го носат производството, бидејќи за квалитетниот тутун се нудело трета и четврта класа. И аз само што го дадех тутунот, значи, на вагата и не бях задоволен, бидејќи тутунот беше за прва класа, а они го дават трета и четврта. И изреволтирани нормално, како секој што ќе биде, тутунот го повлечех дома. На чист тутун, тера песок, тера земја, тера офјајците влакно. Това е едноставното кажано што може да се каже. Другото е ништо. И упорно натерат со некои инструменти таму влага. Мери го на суво, па влага по гужу. Не знам как што да се направи, каде да се направи. Главно не сме задоволни општо од цената. Не сме задоволни општо. Јас се говорам поштено тутуно што ме да ми дадат каста. Ова што не чине, ќе кажа, не чине за Бога, ќе го дадеш. Ама што ќе му правиме дома? Реагираат и представниците на тутунските здруженија. Тие бараат поголема контрола од надлежните инспектори кои овие денови не превземале ништо конкретно да бидат заштитени тутунарите. Реагираме, доваѓаат инспектори и пак се одат. Не реагират, не реагират. Не презимат никакви мерки. Некнески уште почетку првиот ден поканих инспекција, не реагират. Дојдеа тука некои збрки направија, пак се отидеа. Вчера реагирах, не дојдеа. И не знам јас како да поступам, не ми е јасно. И ќе вам молам, ако имате некоја надлежност, ако дојде комисија да дојде од нека дојде од Виница, нека дојде од Коче, нека дојде од Прилеп, а не они тука. Корумпирани сите. Речици на секој откупен пункт има индивидуални незадоволства. Во Струмишко тутунарите смета дека постои разлика во проценката меѓу компаниите, тврдејќи дека одредени фирми нудат по реална проценка на тутунот од годинашнава реколта, за разлика од други кои многу не се заинтересирани за откуп на тутун.